Сите македонски производи ќе добијат ознака во маркетите ширум земјава. Оваа кампања има за цел да ги поттикне потрошувачите да изберат локални производи и да ја поддржат домашната економија. Процесот на одбележување и регистрација на македонските производи веќе е започнат, а истиот ќе се шири низ целата земја, создавајќи нови можности за раст на македонската економија. Како што потенцираше министерот Цветан Трипуновски, во теке и процесот на пријавување на земјоделците и маркетите. Целта повторување на кампањата е да практично му дадеме епитет на македонскиот земјоделец кој што произведува македонски квалитетни земјоделски производи. Дополнително ефектот од кампањата се очекува да им помогнеме на македонските компании кои што работат преработки на земјоделски производи, бидејќи тие компании вработуваат наши сограѓани кои што земаат плати и ги хранат своите семејства. И трето и најважно е да ја раздвижиме домашната економија, односно парите кои што ги трошат граѓаните да останат во нашата домашна економија, која што практично ќе значи заокружување на целиот процес. Ние како министерство во директна комуникација и со коморите нормално кои што добиваме поддршка, меѓутоа и со маркетите веќе сме во фаза да бидат поделени оние означувачи на македонски производи кои што се продаваат ширум маркетите во нашата држава. Дополнително на платформата која што презентиравме тече процесот на пријавување и на земјоделци, меѓутоа и на ланец на маркети кои што прават регистрација на своите продажни центри ширум Скопје и нормално ширум држава. Целта е да се истакне домашното производство, додаде министерот Трипуновски, а идејата, како што рече, е купувачот да може да бира помеѓу увозното и домашното производство. Таа кампања во примарна цел е да имаме јасна раздвоеност или видливост на тоа што значи домашно македонско производство и она што значи од увоз. Самиот потрошувач да биде ставен во една ситуација да може да бира. Целта на кампањата е да го подкрепаме домашното производство, како што споменав, затоа што сепак сметам дека имаме квалитетни земјоделски производи кои што треба да бидат ставени на располагање. Верувам дека вие ако појдете во маркет нема да знаете кој домат е од Македонија, кој е од увоз или некој друг земјоделски производ, да не именувам. Затоа со оваа кампања, со овие означувања, овие означувачи на цени, односно на производ, веќе ќе граѓаните бидат ставени во избор. Со раздвижување на домашната економија, ја поздравуваме работата на македонскиот земјоделец кој што го стимулираме да произведува повеќе. Им помагаме на македонските компании за да произведуваат и по квантитет, односно да го заокружат ланецот на производство и повторувам да ја раздвижиме домашната економија со задржување на средствата дома во нашата држава. Кампањата веќе ја најавивме, значи веќе тече оној медиумскиот дел за промоција на самата кампања. Презентирана и платформата која што ја кажав македонско најдобро.мк на која што се прават регистрации на маркетите и на производителите, односно фабриките кои што прават преработки и на индивидуалните земјоделци, се со цел да бидат повидливи за јавноста. Нормално сега сме во една фаза каде што практично овие означувачи ги делиме по маркетите, тоа го направи министерството за нив за да може да ги означат сите земјоделски производи примарни и преработки кои што ќе бидат повидливи, тоа тече како процес сега во моментов. Инаку со ваквите новитети, како што потенцираше министерот Трипуновски, е да се поддржи најпрво македонскиот земјоделец, а потоа македонското производство на граѓаните. Децидено останува дека во Македонија ќе се возобнови земјоделието.